is work. Sex work is work. Денеска, на 17 декември, стари сексуалните работници по 11 пат се приклучуваат кон глобалната акција за солидарност кон сексуалните работници, со цел да се намали насилството и дискриминацијата кои секојдневно тапкаат по нашите плеќи. Со пораката декриминализација сега, ги охрабруваме институциите и стручната јавност да го отворат прашањето за регулација на сексуалната работа. Ние сметаме дека декриминализацијата на сексуалната работа представува најдобра политика за унапредување на здравјето и благосостојбата на човековите права. Овие заложби се заосноваат врз потребите за заштита на права за создавање на безбедни услови за живот и работа, како и превенција од насилство и експлоатација. Сите ние се раѓаме слободни и еднакви со своите права и достоинство. Подоцна, секој од нас го користи своето право на избор на професија. Многумина ја избираат најстарата. Додека светот го движат позитивни законски реформи за уредување на најстарата професија на светот, кај нас дома сите знаат каде може да купат љубов за пари, но секој одбира да молчи. Наместо да станеме сојузници на системот во сузбивање на насилството, злоупотребата, силувањето и криминалот, сексуалните работници се турнати на дното, принудени да се кријат и да работат во услови налик на крими филмови. Не постои магично стапче кое може да ги искорени, затоа што општеството има потреба од нив и тоа природно ги ствара. Многу лица со телесна попреченост своето право на сексуална автономија го остваруваат со сексуалните работници. Потребни сме на системот за другите да можат да ги остварат своите права. Знаете ли колку пати продавале љубов, а добиле ќотек? Колку пати продавале љубов, а им ги зимале парите? Колку пати сакале да повикаат полиција, а им ги зимале телефоните? Колку пати продавале љубов, а ги возеле на водно, ги оставале боси и голи да се враќаат по своите домови? Колку пати имале потреба од полициска и социјална заштита, а си легнувале со затворени усти? Нашата порака за декриминализација не е легализација. Декриминализација значи уредување на правата на сексуалните работници и уредување на социјалната и здравствената грижа. Затоа повикуваме да се разгледа моделот на декриминализација која го има воведено Нов Зеланд. Модел кој ги препознава работничките и човековите права на сексуалните работници. Она што општеството го ствара, системот има обврска да го згрижи.